Преку 70.000 незаконски снимени разговори се пронајдени кај осумничените во случајот Фабрика за афери, пренесува порталот Прес24 од извори во истрагата. Според истите извори, овие фајлови биле складирани на еден од надворешните хард дискови во фолдер именуван СДСМ Заев. Фолдерот, како што се наведува, бил креиран во септември оваа година, односно по потпишувањето на договорот од Пржино и обврската преземена од Зоран Заев за преземање на незаконски стекнатите материјали. Сите разговори се незаконски снимени од македонски политичари, а од комуникациите кои досега се проверени постојат индиции дека имало и намера истите да бидат продавани во други држави. Како што се пофали и Зоран Божиновски, кој што се крие во Србија, во моментов баран со потерница за случајот шпиун, веќе му биле доставени дел од незаконски снимените разговори. Од досегашната истрага е потврдено дека освен министерот Оливер Спасовски во контакт со првоосомничениот од криминалната група Захир Бекир Викарнчауш бил и лидерот на партијата Зоран Заев. Подолг период, како што наведува порталот Прес24, почнувајќи од почетокот на годинава, двајцата имале интензивна комуникација. Според сознанијата на истрагата, двајцата имале и средби во седиштето на партијата. Периодот во кој што се среќавале во голема мера се поклопува и со периодот на емитување на така наречените бомби. Со овие нови моменти во истрагата за Фабриката за афери на СДСМ, како што наведува порталот, станува повеќе од јасно зошто Заев одлучи да не го почитува договорот од Пржино и да ги прекрши законите со непредавањето на материјалите. Со овие нови моменти се гледа и лагата и абсурдноста на неговите образложенија дека само Заев знаел колку било тешко 11 месеци да се чувале материјали и само Заев можел да гарантира за нивната безбедност. Предавањето на незаконски снимените материјали на Захир Бекири, според познавачите на состојбите кои што ги пренесува порталот, јасно ги откриваат намерите на Зоран Заев, преку медиум и однадвор да почне да се пласираат приватни разговори. Соочен со лошиот рейтинг и недоверба од страна на граѓаните, крајната цел на Заев е одложување на изборите. Прес24 пренесува дека неодамна и лично Заев заминал во Србија, а контакти со Божиновски имал и директорот на Паркинзи на општина Центар Саша Богдановиќ, во чие предпријатие работи и сопругата на првоосомничениот во новиот случај Захир Бекири, наречен Чауш. Агенцијата за катастар на недвижности ја поддржува денешната акција на финансиската полиција во која беа уапсени 19 лица, меѓу кои актуелни и поранешни вработени во катастарот. Во соопштението од агенцијата посочуваат дека секторот за внатрешна контрола при вршење редовна контрола на предметите во Центарот за катастар на недвижности Скопје откриле можни злоупотреби на службена положба и овластување од страна на одредени вработени, за што веднаш била информирана финансиската полиција на Република Македонија. Еден од врвните приоритети на агенцијата за катастар на недвижности е борбата против корупцијата и криминалот, како и заштитата на имотот на граѓаните, правните лица и имотот на Република Македонија, наведуваат од агенцијата и додаваат дека ќе продолжат со градење на капацитетите и системите со цел спречување, откривање и сузбивање на незаконски действија, како и нулта толеранција за криминал и корупција. Во изминатите 6 години имавме 3 политички кризи, секоја посериозно и подлабоко од предходната. Толку долго и толку често обстојуваме во политички кризи, што некои забележуваат дека кризата стана наше секојдневие. Минатата година од ова исто место реков дека клучниот збор за 2015 година треба да биде диалогот, но диалогот изостана. Политичкиот воздух стана толку загаден од сомнежи и меѓусебни обвинувања што почна да го гуши македонското општество, истакна председателот Ѓорги Иванов во годинашното обраќање пред пратениците во Собранието на Република Македонија. Поради политичката неодговорност добивме договор од Пржино. Добивме договор меѓу политичките лидери на кои уставниот поредок не им беше доволен за да се сретнат, да седнат и да се договорат. Наместо во институциите на државата отидоа да се среќаваат на други места и во други формати. Ке се воздржам на тамошен коментар, но ќе го кажам само ова. Нивна беше одлуката, нивна и одговорноста за Пржино. Оние кои си ја презеле обврската треба и да си ја исполнат, порача председателот Иванов во годишното обраќање во Собранието. Во процесот на евроинтеграциите потребен ни е нов пристап и тоа двострано. Ние треба да го промениме нашиот пристап кон Европската унија, кон нашите европски приоритети и реформски процеси. 7 години имаме слична забелешка во извештајот на Европската комисија. Треба безусловно да се фокусираме на реформите и да престанеме да чекаме некој друг да ни ги заврши работите наместо нас. Кога велам нас, мислам и на власти на опозицијата, и на судството и на образованието, на сите сфери. Но исто така и Унијата и НАТО
треба да го променат својот пристап кон нас, да не одолговлекуваат и да не бараат изговори за нови блокади, порача председателот Иванов пред пратениците во собранието. Известноста и достижноста на македонската европска интеграција, додаде Иванов, решително ќе го придвижи македонското општество кон достигнување повисоки вредности, кон посилен економски и посуштествен демократски развој. Смета дека сегашната состојба во евроинтеграцијскиот процес е делумно резултат и на неодговорното однесување на политичките партии, иако за состојбата повеќе годишно влијание има и спорот со Грција за разликите околу името на Македонија. Европската комисија долго време го одлагаше извештајот за напредокот, бидејќи постоеше опасност сами да си ја одложиме иднината, а можеше да си ја одложиме со нашето неодговорно однесување. И се уште можеме. Наместо извештај за напредок, добиваме извештај за стагнирање. По 7 години наместо датум за членство добиваме условна препорака. Се разбира, главната причина зошто Македонија е блокирана е грчкото вето. Тоа никој не може да го оспори, но кога знаеме дека тоа е така, тогаш зошто, покрај овој постоечки, да создаваме и нов внатрешен проблем. Пречка за интеграциите веќе не е само наметнатиот проблем со името, туку проблемот што го имаме со самите себе. За жал и овој пат оставаме проблемите да ни ги решаваат други, рече македонскиот председател во годишното обраќање. Смета дека извештајот на Европската Унија е објективен и оти во една реченица во него дури е посочен и коренот на повеќето кризи со кои се соочуваме, а тоа е дека недостатокот од политички диалог и тешкотиите при постигнувањето консензус околу прашањата повторно ја истакна политичката култура на поделеност во земјата. Исправете ме ако грешам, но политичката култура на поделеност е само елегантно име за политичка некултура. Ова е лекција како не треба да се однесуваат политичките партии. Граѓаните ја дале довербата за тоа што очекуваат напредок, а не назадување на веќе изградените вредности. Можеме да се тешиме со тоа што ќе истакнеме дека стагнацијата е последица на блокадите. И тоа е точно. Постојано апелирав кај Европската Унија да го промени својот однос кон Македонија. Ја користам секоја прилика на нашите соговорници од Унијата да укажам на спиралата на блокадите, дека секоја блокада создава услови за нови блокади, истакна Иванов. Тој потенцира дека ја уважува улогата на меѓународните посредници што се вклучени во надминувањето на ова, како што рече, сериозна политичка криза, но истовремено токму од меѓународната заедница бара да ја отстрани главната причина за создавање на последните политички кризи, а тоа е статус кво состојбата во интеграциите на Македонија. Премиерот на Турција Ахмет Давутоглу денеска го осуди рускиот напад врз сирискиот град Идлиб, за кој се верува дека за време на викендот го извеле руските авиони и порача дека територијата на Сирија нема да биде дел од руските империалистички цели. Според припадници на итните служби и жители на градот, во нападите закинале повеќе луѓе, наведуваат сириските медиуми. Турција, која веќе подолго време се залага за зимнување од власт на сирискиот председател Башар ал-Асад, критички е настроена кон улогата на Русија која ја има во Сирија. Најмалку 9 ученички биле убиени, а околу 20 се ранети во минофрдлачки напад на Исламската држава врз училиште во Источна Сирија, соопшти Сирискиот центар за наблюдување на човековите права. Нападот е извршен во Дейр ал-Зур, главен град на истоимената провинција, која е најголемиот дел под контрола на Исламската држава. Сириската телевизија јави дека основното училиште во регионот под владина контрола бил цел на напад на терористи, термин кој сириската влада го користи за сите вооружени групи кои се борат против силите на председателот Ал-Асад.